Генерално, Република Македонија ги има исполнето сите неопходни критериуми за почеток на преговори. Тоа го констатираше Европската комисија уште во извештајот од 2009 година, тоа го повтори во извештајот од 2010 година. Значи, сите оние критериуми кои што се потребни да бидат исполнети од страна на една земја кандидат за членство во Европската унија, Република Македонија го има исполнето. Тоа се така наречените Копенхагенски критериуми, кои што важат за секоја земја кандидат. Меѓутоа, се наметна едно прашање кое што не е дел од тие нормални критериуми за членување во Европската унија. Прашање кое што го наметна Република Грција, тоа е прашањето за името. Едноставно, Република Македонија сега има закочени евроинтегративни процеси, токму со она прашање кое што веќе е присутно 20 години на македонската политичка сцена. Во однос на она што е исполнето од наша страна, значи сите неопходни реформи се исполнети. Ние како владеачко мнозинство и владата се фокусиравме на исполнување на реформи пред се во судството, во јавната и државната администрација, во полицијата, борбата против корупцијата и организираниот криминал и сите оние други реформи кои што задираат во останатите сегменти од општествено живење, а кои што се важни за Република Македонија и нашиот евроинтегративен процес. Се морам да потенцирам дека реформите не ги правиме само за наше зачленување во Европската унија, туку реформите ги правиме поради самите нас, поради нашата држава и поради нашите граѓани. Само со спроведување на реформи, само со создавање на услови кои што се на ниво на условите кои што владеат во рамки на земјите членки на Европската унија, ние ќе ја доближиме Република Македонија до стандардите на Европската унија. И доколку ние сме попречувани од една земја членка на Европската унија, а тоа е Грција, за да станеме дел од европското семејство, ние во никој случај не смееме да ја попречуваме Европската унија, начинот на кој што се работи и живее во Европската унија, стандардот, културата, едноставно да влезе во Република Македонија и на тој начин да станеме дел од европското семејство. Сега, ние како собрание работиме на усогласување на нашето законодавство со европското право. Значи, донесовме бројни закони кои што ја имаат таа цел. Веќе во континуитет овие 5 години се донесоа закони кои што ја приближија Република Македонија пред се во легислативата до европската легислатива, односно европското аки, и ни остана уште многу малку во тој дел на усогласување. Добивме препорака за почеток на преговори, меѓутоа не добивме датум од веќе споменати причини, спорот кој што го наметна Република Грција во однос на нашето уставно име. Сметам дека во моментот кога ќе биде тргната таа блокада од Република Грција, значи дека ние после тоа ќе одиме многу брзо, ние сме многу поподготвени од било која земја која што е сега членка на Европската унија, а претходно била кандидат за членство во Европската унија. Ние сме многу поподготвени од една Романија и од една Бугарија, кои што денеска се членки на Европската унија. Значи, едноставно мислам дека Република Македонија, доколку бидат откочени евроинтегративните процеси со овој ирационален проблем кој што го наметна Република Грција, дека многу брзо ќе стане земја членка на Европската унија. За да можеме да продолжиме со евроинтеграциите, ние први моравме да ја добиеме визната либерализација. Значи, не може една земја кандидат за членство во Европската унија да претендира да стане членка на Европската унија, а при тоа да има визен режим со земјите членки на Европската унија. Значи, визната либерализација беше една попатна станица која што ние моравме да ја достигнеме. Затоа моравме да исполниме неколку клучни критериуми. Значи, да подсетам, ние до пред 5 години немавме ниту биометриски пасоши, сега имаме. Немавме интегрирано гранично управување, сега имаме. Немавме визен информативен центар, сега имаме. Немавме силно изразена волја за борба против корупцијата и организираниот криминал. Ние сега имаме силна борба и против корупцијата и против организираниот криминал. Куманово е пример за тоа, да не повторувам со имиња и презимиња каква е таа борба против
пред се против организираниот криминал. Во однос на корупцијата 2006 година кога ја преземавме власта, Република Македонија се наоѓаше на 105-то место на таа табела на Transparency International. Сега се наоѓаме 30 на места погоре, значи од негде 72-то место се наоѓаме во овој момент. Значи сето тоа беше јасно вреднувано од страна на европските институции и Република Македонија ја доби толку посакуваната визна либерализација. Значи визната либерализација е во контекст на целокупните евроинтеграции на државата. Видите, да, ние поведовме на судски процес кој што нема врска со евроинтеграциите, значи тоа ние во ХАК ние сакаме да кажеме дека ние сме блокирани и покрај тоа што имаме една времена спогодба со Грција и прифативме значи промена на името 93 година со привремена референца по ранешна Југословенска Република Македонија, под која што референца Република Македонија ќе може да се интегрира во меѓународните институции. Тука влегува НАТО, тука влегува Европската унија. Сега кога ќе почнат преговорите? Ние се залагаме со аргументи да укажеме на авторитетите во Европската унија дека преговорите треба да почнат веднаш. Впрочем, за тоа се изјасни Европскиот парламент во најновата резолуција во која што повикува до Европскиот совет кој што ја носи таа одлука за почеток на преговори, односно доделува датум и тоа со консензус, да и додели датум на Република Македонија да започне со преговори веднаш. Меѓутоа се наметнува ова прашање кое што го спомнав, а тоа е прашањето за името. Нашиот предлог е ние да започнеме со преговори и тие преговори паралелно да се водат со оние преговори кои што одат под покровителство на Обединетите нации со Грција за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение. Една земја членка на Европската унија има дури 65 пати можност да ја блокира земјата кандидат за членство во Европската унија за време на преговорите. Значи, кој е тој во Европската унија што на нас како држава ќе ни гарантира, доколку ние сега прифатиме некаква промена на името, дека утре Грција нема да измисли некоја друга причина или трета причина, зошто сега треба Република Македонија да стои на ова поглавје или на она поглавје во однос на преговарачкиот процес. И затоа нашите заложби одат во правец да почнеме со преговори, да нема блокирање на процесите, едноставно Република Македонија да тргне напред. Сега, тука имаме конфронтација со опозицијата, која што не сака да ја прикаже реалноста, да ја покаже реалната слика. Постојано сака да ствара перцепција дека е застанале процесите, дека владата е крива, дека ВМРО-ДПМН е крива, што не е точно. ВМРО-ДПМН и владата ги исполнија сите неопходни критериуми. СДСМ имаше можност да го стори тоа, не го стори тоа. Едноставно на таа карта се пробува да се купат некои политички поени, затоа што граѓаните се силно определени и даваат подршка на евроинтеграциите на Република Македонија, меѓутоа малку поповршински гледаат на тие настани, така да секоја информација што ќе им се сервира може и да за некого да биде вистина. И на таа карта игра Социјалдемократскиот сојуз со цел да прикаже дека ние не се залагаме за Европската унија и евроинтеграциите на државата. Тоа не е точно. Значи ние тоа го покажуваме во пракса со создавање на услови во Република Македонија, кои што се на ниво на европските услови, ние де факто покажуваме дека сме за процесот на евроинтеграција на државата.